Текешкиот Гроздовер официјално започнува на 1 септември во четврток, здравје Боже. Значи започнуваме во 19:30 часот, традиционално со вечерта посветена на виното и песната и посветена на песната на Никола Бадев. Ова ќе се случува на градскиот плоштад. Значи сите оние наши еминентни изведувачи што ќе ги изведуваат песните на Никола Бадев ќе бидат присутни на градскиот плоштад. Едно подсетување, значи имав разговор со госпоѓа Роска, черката на Никола Бадев, значи оваа година е 40 години од смртта на Никола Бадев. Тоа ќе го одбележиме ние на најдобар начин на градскиот плоштад, да се подсетиме на сите оние убави песни на Никола Бадев што се слушаат низ целиот свет. Потоа имаме представа, театарска представа во Домот на културата, што е посветена исто така на Теквешкиот Гроздовер и на Теквешкото поднебје. Во петок, во 12 часот, веќе официјално, имаме изложба во Градскиот музеј Чаршијата во Кавадарци некогаш и сега. Нешто што треба да го видат сите наши граѓани на општина Кавадарци и сите наши гости што ќе бидат присутни од другите држави, се разбира, и амбасадори и така натаму. Се разбира дека ќе имаме и презентација и дегустација на вино и грози. Во 19 часот ние дефилето на тиквешките точкаджи, здруженијето што веќе е во експанзија. И имаме изложба во 19:30 часот, филигрански мотиви, изложба автор Мирјана Николовска, галерија Дом на култура Кавадарци. Започнуваме со музичката програма, она што го очекуваат сите и младите, и се разбира и средните генерации, па и постарите. Во 20:30 часот имаме настап на фолтинг концерт и во 22 часот концерт целовечерен на групата Риблја чорба, што добро ја знаеме сите, ги знаеме сите нивни песни и нивни хитови. Во 24 часот традиционално ќе се одржи избор на винска кралица и крал. Во сабота е исто така традиционално меморијален кошаркарски турнир Сестри Китеви, тоа е веќе традиција за Теквешкиот Гроздовер. Таблијадата, ете и уште една боемска и еснавска приказна од Старо Кавадарци. Во 20 часот веќе традиционалниот и вински карневал што ќе се одржи, значи што ќе продефилира, значи некаде од кружниот тек па до самиот плоштад, како и секоја година. Оваа година очекуваме повеќе гости, повеќе карневалски поставки од сите наши пријатели што се членки на ФЕК од цела Европа. Од оваа година започнавме, значи и така е редот и јас така мислам, значи веќе имаме одделено парични средства за прва, втора и трета награда, значи за најдобри карневалски поставки. Тоа се однесува стрикно на карневалските нови поставки, што веќе се во припрема од организаторите на основните и средните училишта. На нашите поставки, значи првата награда, тоа веќе го имам кажано, е 1000 евра, втората 700 евра и 500 евра. Еве, на некој начин ќе дадам ветување дека оваа година карневалот ќе биде многу поуспешен од претходните години. Што после карневалот? После карневалот имаме еден рок бенд што го знаат сите рокери и сите генерации што ја сакат рок музиката, Пурпурен Цепелин, како предгрупа на нашите главни звезди Парни Вајак. Парни Вајак ги знаеме сите, многу легенди што траат вечно, легенди не само што траат, туку што се и во експанзија со нивните турнеи и концерти секоја година. Мислам дека единствена рок група од тие бивши XU простори што остана стабилна на својот стил на музика, на нивните хитови. Па најискрено очекувам покрај сите сознанија и сите мои пријатели што веќе ми се јавуваат не само од Македонија, туку и пошироко. Значи очекуваме некаде околу најмалку 20.000 посетители таа вечер и за карневалот и за концертот на Парни Вајак. Има ли огномет? Секако. Огномет после завршувањето на карневалското дефиле, огномет традиционално. И во недела се разбира дека имаме денска приказна за најмалите и нашите најмили, тоа е за децата. Од 11 часот на градскиот плоштад започнува детската програма, настап на дечињата од детскиот фестивал Гроздоберче, улични забавувачи, жонглери, представи со оган, пантомимичари и така натаму, и детскиот карневал што ќе тргне од кружниот тек и ќе продефилира до градскиот плоштад. Тоа е во 12 часот и се разбира во 18:30 да ги прогласиме најдобрите вина. Во 21 часот настап на групата Бангладек, тоа е една европска атракција
22 и 30 часота трибют, Coldplay, целовечерен концерт. Јас се надевам дека во текот на овие наредни денови веќе ќе имаме конкретни одговори на винариите кои што ќе бидат веќе присутни, иако веќе имаме сигурни винарии, како што се Тиквеш, Стоби, еве со Сковин веќе имавме состанок и тие ќе бидат присутни. Се разбира нашите помали винарии, Наумчеви, Ерос, што ќе бидат во склоп на штандот на Slow Food Тиквеш. Пеца, Николови и така натаму. Во преговори сме со винарија Езимит и Мако и за прв пат оваа година стапи во контакт со приватна винарија која е доста квалитетна од Србија, од Нови Сад. Значи, сето она што ќе се случи ќе биде тука, околу градскиот плоштад на улицата надоле, на 7 септември или Денска и така.